По повеќе од една деценија тапкање во место, а по 7 години не правење ништо, конечно над 50% од автопатот Кичево-Охрид е пуштен во употреба. По 17 километри кои беа пуштени во употреба во јули, од денеска се вози по нови 17 километри од автопатот. Станува збор за делницата од Климештани до Охрид, со мал прекин кај Требеништа. Конечно и пристапот до Охридскиот аеродром е модерен и поврзан со автопат. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека овој автопат станува реалност, а очекува дека на Македонија ќе донесе развој на туризмот и економијата и ќе се отворат нови работни места. Охрид не е само македонски бисер, туку светско културно наследство, подвлекува Мицкоски. Автопатот Кичево-Охрид е од стратешко значење за нашата земја. Тој е главна артерија за поврзување на југозападна Македонија со остатокот од државата и со Охрид. Град кој е не само наш туристички бисер, туку и светско културно наследство. Со овој автопат Охрид и целиот регион добиваат нова енергија за развој, нови шанси за туризмот и нова перспектива за економијата. Министерот за транспорт Александар Николовски вели дека автопатот бил заборавен и напуштен проект, односно символ за неработењето на СДСМ и ДУИ. Тој очекува автопатот да донесе нови бизниси и наплив на туристи во земјата. Беше уништен и постојниот магистрален пат. Граѓаните на Охрид, на Струга и на Кичево и на останатите места не можеле да пристапат до меѓународниот аеродром, а денес имаме меѓународен аеродром Свети Апостол Павле автопатски поврзан, што е огромна работа. Двата аеродроми во Македонија да бидат автопатски поврзани, како би се зголемил и авиособраќајот, на кој што многу работиме, се зголемим бројот на туристи кои што доаѓаат во Македонија, на луѓе кои што сакаат да прават бизнис или луѓе кои што едноставно сакаат да ја посетат државата. Жителите на Горјанци, Подмоле, Требеништа, Мешеиште и Оровник сега имаат пристапни патишта до автопатот. Директорот на јавното предпријатие Државни патишта вели дека многу е тешко да се изведува автопат во густо населени места и на веќе постоечки асфалт, но сега и тоа е завршено. Може би повеќе од 100 луѓе од своите домови, од своите куќи директно излегуваа на овој пат. Сето тоа требаше да се добро испланира и да се и тоа изведе. Затоа се направени и пристапните патишта, кои што пред нашето доаѓање Адар немаше за нив, немаше експроприација, немаше како што треба проектирање, или само делимично беа проектирани, така да и тоа го направивме. Автопатот се гради од 2014. Изградбата вклучи соочување со геотехнички проблеми, дополнителни градежни работи и финансиски зголемувања. Првично, предвидената инвестиција од 374 милиони евра се зголеми на околу 598 милиони евра, а крајниот рок за завршување неколку пати беше пролонгиран. За сега нема најави за зголемување на сумата и пробивање на рокот.